За Христијан Мицковски изјавата дека измените во кривичниот законник нема да опфатат тешки кривични дела е несериозна и неаргументирана. Тој со реторично прашање изјави: Јавноста нека оцени, ако не е тешко дело перење пари, уцена, загрозување на уставниот поредок на Македонија, понатаму злоупотреба на службена положба и овластување, и така натаму. Има неколку дела кои што се директно злосторничко здружување, се директно афектирани од страна на овие измени во кривичниот законник, не се тешки дела, тогаш наистина не знам што се тешки дела. Ова меѓу другото се однесува и на осудените лица од настаните на 27 април, за кои Мицковски изјави: Трговија со судбината на тие луѓе, ниту тие прифаќаат, ниту пак ние како политичка партија имаме намера да правиме. Тие луѓе бараат правда, не бараат ниту милост, ниту амнестија. А правдата ќе ја добијат со новата влада на ВМРО ДПМН. Според Мицковски, во Македонија има силна спрега помеѓу власта и криминалот, поради што идната влада на ВМРО ДПМН ќе подготви нов закон. Тоа идната влада на ВМРО ДПМН има сериозна намера да се позанимава со оваквиот облик на криминал и корупција во Македонија и затоа подготвуваме оригинално законско решение кој што ќе биде дел од идната предизборна програма на ВМРО ДПМН.